Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитуван министер за транспорт и врски Благојче Бочварски, почитуван директор на јавното предпријатие за државни патишта и устени, почитуван подпредседателе на владата Љупче Николовски, почитуван градоначалник на општина Крива Паланка Боријан Чомицевски, почитувани представници кои што се денеска со нас од компаниите Изведувач и Надзор, почитувани граѓани. Ви благодарам за присуството на денешниот увид на работните активности за комплетна реконструкција и проширување со трета лента на патот Крива Паланка ДВ Баир по должина од околу 13 километри до граничниот премин со Република Бугарија. Овој патен правец е најзначаен дел од коридорот 8, бидејќи представува најфреквентната линија во товарниот сообраќај кон и од соседна Бугарија. Дополнително е значаен заради регионалното поврзување и пограничната соработка помеѓу општините кои гравитираат во овој дел. Токму поради регионалното поврзување и соработка, како еден од најважните аспекти на интеграцијата во Европската Унија, модернизацијата на коридорот 8 е од огромна економска важност за нашата земја, а оттаму и наша стратешка определба. Целиот коридор 8 се реконструира. Патните правци се обновуваат и за година-две граѓаните ќе добијат целосно обновена модерна патна мрежа која поврзува нашата земја со соседна Бугарија и со соседна Албанија и обезбедуваме излез на две пристаништа, Бургас на Црното море и Драч на Јадранското море. Тоа ќе има позитивни ефекти врз поврзувањето на граѓаните од трите земји и врз унапредување на трговските и економските релации помеѓу компаниите. Дел од овој процес е и доизградбата на железницата на овој коридор, која е поделена на три делници: Куманово-Белјаковце, Белјаковце-Крива Паланка, Крива Паланка ДВ Баир. Инвестициите во инфраструктурата се исклучително важни, бидејќи отвараат нови работни места, ја движат економијата напред и со тоа го подобруваат животниот стандард на секој граѓанин. И во воредни услови патиштата ширум нашата земја забрзано се градат, со почитување на сите безбедносни протоколи за заштита. Се во ова на среден и долг рок ќе влијае на економскиот развој. Ги модернизираме енергетските и транспортните коридори кои минуваат низ Северна Македонија, за да развиеме систем на превоз што ќе придонесе за зголемување на трговската размена во функција на подобрување на конкурентноста и развојот на економијата и комуникација со европските земји. Силно сме посветени на изградбата на крупните капитални проекти кои ќе донесат долгорочен бенефит за сегашните и за идните генерации. Благодарам. Инвестициите во патната инфраструктура, во изградбата и модернизацијата на патиштата се од клучно значење за целокупниот економски раст и развој на државата. Реализацијата на капиталните проекти се посебно важни во ова тешко време кога сме погодени од ковид кризата и кога се обидуваме со сите сили да ја доведеме економијата, градежништвото, но и другите сектори на едно оптимално ниво. Во таа насока, една од програмските определби на владата е квалитетно подобрување на патната мрежа и подигнување на безбедноста на патиштата на ниво на патиштата од Европската Унија. Република Северна Македонија има европска иднина. Нашите транспортни политики се засноваат на интеграција на регионот, на подобро поврзување со соседите и подобра комуникација помеѓу земјите од регионот. Од тој аспект, коридорот 8, каде што сме денеска, е значаен паневропски коридор за нас, но и за целиот регион. Тој не поврзува со неколку земји од регионот и ги отвора вратите кон Европа за нашите граѓани, што е поважно и за компаниите. Затоа е многу важно на него да изградиме квалитетна и модерна инфраструктура. Значаен е и за регионалното поврзување со Република Бугарија на исток и со Албанија на запад. Со изградбата и модернизацијата на коридорот 8 покажуваме знак и цврста определба за влез во Европската Унија, знак за добрососедство и разбирање.
Во реализација на историски најголемите инвестиции досега во патната инфраструктура, само во овој дел од државата инвестираме околу 100 милиони евра за изградба и модернизација на коридорот 8 од Скопје до граничниот премин со Бугарија. Конкретно кон Бугарија го рехабилитиравме автопатот од Скопје до Куманово, во тек е рехабилитација на патниот правец од Куманово до Страцин, го завршивме патниот правец од Ранковце до Крива Паланка, а во меѓувреме се гради нов експресен пат од Ранковце до Крива Паланка. И на крај, ја рехабилитираме токму оваа делница од Крива Паланка до граничен премин Деве Баир, каде што вршиме и проширување со трета лента. Во втората поделница се прави реконструкција, односно пасот се проширува со трета лента. Се вршат девијации на одредени места, како и рушење, реконструкции на постоечките мостови, а предвидено е изградба на нови мостови. Во моментот во втората поделница се врши изградба на нов подморен зид и се поставува заштитни мрежи на косините. Се работи на проширување на трета лента додека двете девијации се целосно завршени. На третата поделница е предвидена реабилитација на постојниот коловоз и проширување на двата постоечки виадукти со трета лента. Овде се врши подготовка и вградување на асфалт бетон, а има завршени активности од асфалтирање на неколку стационажи и направени се замена на равници, како и завршено грабење и орапување на постоечкиот асфалт. Би сакал да потенцирам дека започнуваме со сериозни проекти кои се во функција на модернизација на патна инфраструктура на коридорот 8.